Рековме со Цеце, повторно ќе направиме една убав микс од теми. Сега ќе ви спратиме малку во Крива Паланка. Некои 4 минути ќе уживате во знаменитостите, специјалитетите, туризмот и прекрасните предели делчиња кои што ги нуди Крива Паланка. Како бисер сокриен помеѓу планински венец, распостелан низ две реки, живее градот Крива Паланка. Во него со векови живее и традицијата, занаетчиството, убавата храна и најважно од се живее минатото споено со сегашноста. Историските археолошки скопувања и богатиот фонд на најстари примероци можете да ги пронајдете во музеот на градот. Младите своите спортски активности ги уживаат и развиваат во новоизградената спортска сала, тениското игралиште и преубавата пешачка патека, која ви го нуди најубавиот поглед на градот. Многобројните верски објекти и испосницата на Свети Јоаким Осоговски се само дел од убавините со кои располага Крива Паланка. Според легендата, на ова место на аскетски живот се подвигнува нашиот светец Свети Јоаким Осоговски, еден од 4 духовни браќа, покрај Гаврило Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински. Тој својот живот го продолжува во местноста викана Сарандопор, на кое место денеска е изграден нашиот манастир Свети Јоаким Осоговски. Тука во манастирот можете да си ја одморите душата и да се наполните со позитивна енергија која ви ја нуди Свети Јоаким Осоговски. Уникатен споменик од 12 век кој плени со своите црковни градби и фрески. Крива Паланка е место кое мора да се доживее и да се поминат неговите посебни убавини, планини, езерото Калин Камен и единствената валавница која се уште можете да ја посетите и да видите како се живеело во минатото. Градот нуди одлични ресторани, каде може да пробате вкусна храна и да уживате во урбаната димензија што ви ја нудат локалните кафе-барови, како и комфорот од сместувачките објекти. Низ целата година Крива Паланка има културен живот за сите генерации, фолклорни ансамбли од целиот свет, обновениот обичај единствен на нашите простори, невестинското поклонение, каде свекрвите и снаите се поклонуваат пред Бога за рожба, познатиот Џојфест, меѓународниот театарски фестивал и авантуристичкото рели низ Осоговските планини со над 200 учесници. Ова е само дел од широката лепеза на настани кои градот ги нуди. Повелете, Крива Паланка ве очекува. Да знаете нешто, никогаш не сакаме да ги водиме разговорите зад камери, ма мора да се избрифираме бидејќи сакаме продуктивност да ви донесеме и креативност и следниве минути, само кога се избрифиравме токму со конкретно туристичкиот потенцијал на Крива Паланка или конкретно градоначалникот на општината Крива Паланка господин Боријан Шомицевски, кој што денеска ни допатува специјално за вас да ги прикажуваме овие прекрасни знаменитости, повторно ќе кажеме специјалитети, сето тоа така века ни за една убава магија на ова видео. Да, споделивме зад камерите дека ова едно од поновите можеби видеа создадени и скреирани од проект Туризам без граници од оваа 2019 година. Господин Боријанчо, официјално добродојавте во 90 минути. Драго ни што успеавме од вашите работни активности да ви излечеме што се вели од вашата секојдневна агенда да бидете денес со гледачите. Честитки за прекрасното видео и
Одлични кадри се направиле вака да кажеме за гледачите и да видат што се убаво имаме во Македонија. Добар ден и вам, добар ден на вашите почитувани гледачи и се надам на вистина ова ќе биде малку поразлично од оние секојдневни работни обврски затоа што на вистина целта во нашето секојдневно работење е да постигнеме социоекономски напредок на локалната заедница, а потенцијалот кој што го имаме во сферата на туризмот е на вистина огромен. И мора да го испочитуваме на вистина. Но за жал недоволно искористен и испромовиран. Така да благодарност за одвоеното време во вашата емисија и се надам дека ќе имаме ефективни 10-15 минути. Да, ви стоиме на располагање да ги промовираме активностите. Ќе започнеме со проектот Туризам без граници, она што го погледна и гледачите. За каков проект станува збор, ќе ни објасните малку подетално, затоа што кажавте дека една од целите е всушност и развој на туризмот, но и промоција на целото на културно наследство кое што го поседуваме како земја, а дел од тоа е секако лоцирано на ваша територија. Јас морам на почеток да кажам покрај тоа што општина Крива Паланка во изминатите години е активен учесник на сите оние повици кои што се искористуваат на фондовите од ИПА програмата за прекогранична соработка и тоа веќе се случува континуирано не само со Република Бугарија, туку и со Република Косово, конкретно со овој проект, а во моментот веќе имаме поднесено концепт нота за повикот кој што е со Република Србија и таму исто така ќе испромираме еден можеби малку познат локалитет, Станешки водопади, кој што постои на туристичката мапа во Крива Паланка, но многу малку луѓе од Крива Паланка го знаат. Да не зборуваме за она што се посетители кои што се можеби секојдневно во градот и понекогаш и го бараат како локалитет, ама немаме услови тоа како инфраструктура не е сработена, така да во најава. Што недостига, нема пат, пристапна патека и уредување на самиот локалитет, затоа што тоа сепак е планински предел во кој што е потребно градежни активности за негова адаптација и пристап. Од што во дефицит сме со вакви прекрасни содржини, јас испомнав на Цеце зад камерите дека не знаев дека имате езеро кое што е нели таму лоцирано и во тој прекрасен предел, токму затоа е убаво кога може на ваков начин да се спромовира туризмот и знаменитосите. Понекогаш не сме ни свесни што се имаме во нашата бараме нешто друго земја, од страна, всушност имаме една рајска површина создадена токму тука. Па вака, целата наша држава е прекрасна, би рекол, и имаме многу ресурси. Но ако треба да во една реченица ја опишам Крива Паланка, тоа можеби би звучило вака. Прекрасно мало градче со 20.000 жители, сместено во пазувите на Соколските планини, потечението на две реки, што исто така исклучок, ретко некои од градовите лежат на две реки, со прекрасна флора и фауна, изобилство од културно-историско и природно наследство и она што исто така значајно, над градот во непосредна близина, како што никаде во светот не е поврзан локалниот светец со локалното место, где е нашиот Свети Јоаким Осоговски, кој што од година на година прераснува во туристички локалитети, посетеност која што одушевува и странските туристи се повеќе заинтересирани нели да Ќе споделам искуството со словачкиот амбасадор кој што беше неодамна таму, на него му требаше некои 2 до 3 минути без да зборува ништо, да не коментира ништо и да рече: за мене до сега важеше паролата и после Мостар, од денес таа парола не важи. Да, од денес се менува и важи и после Мостар Крива Паланка, односно овој локалитет, затоа што никој не ми рече дека после Бигорски постои ваков прекрасен манастир во близината на Крива Паланка. Популација од 20.000, искрено и за оваа бројка не знаев. Има ли доволна грижа од самото население, така една поврзаност, заеднички да се градат едни убави мостови и со другите делови од Македонија, буквално да ја презентираат Крива Паланка широм светот? Па да, има напори, дали тоа се индивидуални по однос на она што се промоција на традиционалните специјалитети по однос на рачни изработки или оние традиционални специјалитети во однос на кулинарството. Но имаме и организирани настапи и мене многу ме радува што во последно време и најголем дел од невладиниот сектор работи на промоција на оние ресурси кои што ги имаме заедно со локалната установа музеј на град Крива Паланка и во таа насока би рекол дека ние од неодамна формиравме и совет за развој на туризмот, а од Министерството за економија оваа година добивме 300.000 денари за изработка на стратегија за промоција на туризмот и локалитетите кои што ги имаме во Крива Паланка. Пак ќе кажам, значи ги имаме многу. Во таа насока не само овој проект кој што
беше насочен во изградба на една пешачко-рекреативна патека во должина од околу 900 метри, која што се движи од централното градско подрачје и веднаш излегува на периферијата на градот, значи се движиме по границите на самиот трап на урбаниот и оној предел кој што е со флора и фауна и представува прекрасен локалитет, дава панорамско разгледување на општината. Исто така планираме во текот на наредниот период, значи имаме уште една фаза за довршување на истиот локалитет со кој што ќе ја завршиме или ќе ја затвориме целата оваа активност. Ова сакам да ја прашам што е господин Тројанчо. Тоа е исто така еден многу малку познат локалитет за јавноста, преку еден од проектите за прекугранична соработка, локалитетот кај што се наоѓа испосницата на Свети Јаким Осоговски. Значи се верува дека во непосредна близина на овој локалитет има пештера во кој што тој го живеел својот испоснички живот пред да замине на локалитетот кај што сега се наоѓа манастирот Свети Јаким Осоговски. Еве го езерцето за кое што уште поинтересно кога зборуваме за овој локалитет во село Градец е локалитетот Градиште, кај што течат веќе 5 до 6 години археолошки истражувања, кај што имаме веќе остатоци или пронајдени артефакти од бронзеното, бакарното, железното доба, значи ризница на неистражен простор кој што во текот на наредниот период сакаме да го испромовираме. Езерцето се наоѓа на спротивната страна над манастирот Јоаким Осоговски, на Калин камен и ние сега во моментот, значи преку еден повик работиме на проектирање на туристичко-рекреативен спортски комплекс, кој што ќе зафаќа малку поголема површина и сметаме дека токму овој дел на Калин камена во преговори сум со градоначалниците од источниот плански регион, да ние тоа заеднички, како 17 општини дадеме поддршка на оние стратегии кои што ги имаме за развој на Калин камен како зимски рекреативен туристички центар, затоа што верувајте, она што е Банско во споредба на терените кои што ги имаме ние како благи терени или терени кои што се прекрасни за велосипедски патеки, за пешачко-рекреативни патеки, планинарски патеки. Овде шета, само еве да ви кажам, Боријанчо, само што го најдов, ја најдов меморијата фотографија, 2017 сум бил кога исто имале и во градба тука кога се случувало, еве да видите дека доказ дека го посетив пред 2 години. Чао. Така. Добро, манастирот и јас. Верувате дека последен пат баш се обидов да правам. Еве имаш аплауз. Можеш во било кое време, прекрасно. Морам да потенцирам тука, значи Крива Паланка не само овој локалитет. Она што течат како слайдови сега во моментот е локалитетот во село Трново или црквата која што се наоѓа во истото село. Останатите верски објекти кои што ги имаме во изобилство и тоа речиси во сите населени места во руралните делови се од дамнешен период и секој по свое носи определена легенда која што е многу специфична и многу интересна да се види. Јас дел од тие приказни носам тука. И ова ми се допаѓа, мора да признам. Носам во вид на промотивни материјали затоа што се обидуваме тука една публикација во која што за сите села имаме определена легенда како настанало селото и по што е етимолошкото значење на името. Да, тука ги имаме сите верски објекти кои што на некој начин ја опоружуваат не само Крива Паланка, туку и прекуграничниот регион на Кјустендил. Имаме туристички водич со една туристичка мапа за Крива Паланка на кој што се нанесени сите овие локалитети и она што почнавме да го правиме од оваа и минатата година, почнавме да организираме шопска софра. Значи тука се сите оние прекрасни специјалитети кои што можеби некој ги вкусил или не, но има ли некој кривопаланечки посебен специјалитет? Се е тука специјалитет, симичето ни е заштитен знак на градот како да кажам. И тоа си го јавил? Се пробар 2 години помина, нема меморија. Верувајте дека нема храна која што е вкусена од некој од посетителите, а која што не добила невисоки оценки. И токму во таа насока ги издаваме овие публикации и минатата и оваа година затоа што сакаме тоа да го вековечиме и во насока на тоа значи имаме еве оваа година за прв пат од Сдруженијето Патник издадено водич на традиционалните културни манифестации во градот. И тоа сакав да ве прашам затоа што навистина покрај сето ова што го споменавте, од храна до природа и така натаму, во текот на годината имате и бројни активности. Марко се пофали Сабајлево, односно попладнево, дека бил на Кривопаланечко културно лето. Меѓутоа имате Џојфест, рок фестивал, фолклорен фестивал на народни игри, културни вредности, нели, односно фестивали кои што ги одбележуваат тие културни вредности, меѓународен театарски фестивал и така натаму. Во месец декември подготвувате нешто, спремате или
сега за сега празнични, завршивте со сите тие ангажмани? Начално културните манифестации се случуваат во текот на целата година и односно она што се наши апликации или одобрени средства од Министерството за култура, добиени средства од други институции или оние средства кои што ги имаме од наши собствени извори, ние ги распределуваме со една годишна програма за културни манифестации и верувате дека и секоја година и оваа година се потрудиме барем за најмладите да креираме соодветна програма затоа што еве минатата година Владко Лозановски ни гостуваше на предновогодишната програма. Мартија Становиковиќ беше претходната година со поголем број на други Пинкови звездички. Оваа година и минатата година значи го возобновуваме фестивалот распеано с имидж на детски авторски песни. Во текот на годината се случуваат сите оние манифестации како што рековте од Бадник, Божиќ, Водици, тука е невестинско поклонение, многу интересна манифестација во село на атарот на село Конопница. Сето она што се случува во текот на годината со меѓународниот конкурс за карикатура, интернационалниот театарски фестивал кој што веќе има 11-то издание, фолклорниот фестивал кој што е веќе со 15-то издание. Од оваа година морам да кажам за прв пат и мораме да си го брендираме Орото Паланечка тројка, затоа што тоа е автентично и не се игра никаде на друго место освен во Крива Паланка. Оро Паланечка тројка. Да, и оваа година имавме меѓународен детски фестивал. Да, треба да проба да се игра. Организиравме меѓународен детски фестивал на фолклорни песни. Тука се староградските песни кои што ги негувам исто така преку распеани паланчани. Джојфест, како што рековте, интернационално театарски фестивал, да, и ред на други манифестации кои што навистина во изобилство ги имаме во текот на целата година. Јас за крај само ќе ве поздравам, знаете што пред некој ден со мои пријатели што кажав. Сите сме населени во Скопје и Скопје го направивме апсолутно Лас Вегас, непотребен. Јас ако ми верувате дека со текот на годините само здравје што се вели, јас дефинитивно си правам децентрализација е неопходна и мислам дека навистина на ваков начин може секој градче што се вели или село да се сложите со мене да живее како што треба. Јас се согласувам дека е потребна децентрализација и во многу случаи кога имаме ние состаноци, дали се тоа на ЗЕЛС или на други официјални состаноци, јас велам да, не само да ги превземаме обврските, ни треба и фискална децентрализација и ако сакате реално да го децентрализираме Скопје, изместете по еден факултет, една клиника, една амбасада во сите од малите населени места и верувајте дека ќе намалите концентрацијата на моторни возила, загадувањето и се она што е пропратна работа и ни се случува секој ден во Скопје. Тука сме ние, расположени ги примиме сите посетителни и добронамерници затоа што сето она што се нарекува здрава животна средина, се уште незагадена со прекрасна природа, флора, фауна, чист воздух кој што нуди изобилство на други пратни активности е нешто што само може лично да се доживее и да се види, затоа ја упатувам поканата и после 2 години пак да ни видите наши драги гости тоа со камерата. Не се секире под моје менторство. Дали кратовски манти си пробал? Не кратовски манти, али срце е моје, има да мораш да го пробаш повторно, ќе кажам само уште една чека да го проверам, да го проверам. Кратовска пастрма е убедливо најдобра. Кратовската пастрма. Се прави кај нас, имаме Крива Паланечка, но сепак, значи ви реков. Не дам ова се што видов тука превкусно. Боријанче, фала. Да прекинеме емисијата да одиме на ручек веднаш. Да одиме на ручек веднаш. Мора вака само да кажам за крај нешто. Ако сега голем дел од италијанските предели, сицилијанските така натаму, градоначалниците нели бараат и дури за 1 евро нудат куки да се вратат луѓето нели од поголемите урбани средини. Се дадем само тоа нема да се случи, туку ќе се случи буквално децентрализација и едноставно да уживаме во секој период од годината во било кој предел како што ќе биде тоа и Крива Паланка. Убаво беше денеска да споделиме вака фина и приказна од вас. Ви благодарам и вам, благодарам на одвоеното време на вашиот медиум. Надам се покажавме како добри домаќини, па да бидете вие добри домаќини кога ќе дојдеме во Крива Паланка. Во секој случај еден од логистиката од вашиот тим се пофали минатиот пат кога бев во Крива Паланка, добро ме почека и не понуди со кафе веднаш, значи така да за убави работи се враќа со убави работи, така да поканата важи во секој време. Добре дојдени и вие и сите оние гледачи за кои што на некој начин успеавме да ги заинтригираме и
да им понудиме некој од следните викенди да го поминат на нашите Како? локалитети, дали во близината на Крива Паланка, угостителски, туристички или било какви. Одиме на благодариме. Паланички Симит, ќе уживаш. Ете така да знаеш. Фала ви Супер. многу. Се благодариме. надам уживавте во овој разговор и се надам дека малку ве замисливме да во вашата агенда ја вметнете и Крива Паланка како место за добра релаксација. Не знам дали